Општините на истокот наскоро ќе можат да започнат со реализирање на одобрените проекти за кои аплицираа преку Центарот за источноплански регион, односно на повикот кој беше распишан од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Овде се работи за уште еден голем проект кој што го имплементираме заедно со општина Штип, а тоа е патот до село Врсаково. Во текот на вчерашниот ден беше воведување во работа на економскиот оператор кој што беше избран за реализација на овој проект. Во мерка 322 имаме изработка на урбанистички планови во селата, во 6 општини од источниот плански регион. Се работи за еден обемен проект, буџетот на овој проект е 20 милиона денари и во третата мерка имаме вклучено 3 општини, тоа е општина Берово, општина Виница и општина Делчево. Се работи за изградба на патна инфраструктура и тој договор е склучен. Очекуваме фирмата, економскиот оператор што е избран, во текот на оваа недела веќе да назначи раководител на изведба, за да може заедно со надзорните органи од сите 3 општини да видиме со кој пат ќе се почне, бидејќи сепак се работи за патишта на различни локации. Очекувам тоа да биде прво општина Берово, бидејќи патот е со најголема должина, а потоа ќе се реализира и патот за општина Виница и општина Делчево. Значи, вкупните средства што Центарот ги обезбеди преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој изнесуваат 45 милиони денари. Секоја општина од источниот регион имаше право да аплицира во некоја од мерките. Пробиштип го доби мостот на Злетовска река и веќе наскоро се очекува да започне со негова изградба.